Добро утро, Суза, до тебе. Добро утро повтор пат до нашите гледачи. Токму така, носиме убави вести. Ке најавиме еден настан кој што ќе се случува на 21 октомври од 12 до 16 часот во просториите на Бистро Комедија. А ке се случува една дружба на односно ќе се случува првиот базар и дружба на мали еколошки бизниси, а е во организација на Сдруженијето за еколошка едукација и одржливо живење Yes for Less и заедно со European House. Ова утро наша и ваша гостинка, почитувани, е Катерина Илиовска, една од основачите на Yes for Less. Кате, добро ви утро и добро ни дојдовте во утринската програма Добро утро секој утро. Она што кажав, она што ќе се случува на 21 октомври е навистина еден интересен настан. Прв пат ќе се случува базар и едно дружење на сите оние мали бизниси кои што се занимаваат со еколошки производи. Што е она што ќе можат љубителите да видат овие 4 часа во сабота? Добро утро и на вас. Да, значи се работи за еден понеобичен базар, нели има многу базари се случуваат во Скопје, меѓутоа овие се бизниси што ние веќе ги имаме собрано во нашата мрежа на зелени бизниси Yes for Less. И овој пат ќе има бизниси од 4 категории, значи одржлива мода и аксесуари, природна козметика, предмети за домот и секојдневна употреба и исто така предмети за чистење, нега и хигиена, значи од сите сфери во живењето. И сега, она што е значајно да споменеме, дека сите овие производи се произведуваат еколошки. Значи, по сите оние еколошки стандарди. Ајде, малце околу тоа ќе ни објасните, кој се може да учествува и на кој начин се произведени овие производи. Рековте, има аксесуари, има козметика. Да. Па вака, само да кажам, значи за еден производ да се нарече еколошки или зелен производ, мора да ги помине сите тие стандарди низ целиот процес и овие бизниси и овие производи не ги задоволуваат сите тие стандарди, меѓутоа ние ги цениме затоа што прават некаква промена односно целат кон тоа производите бидат целосно еколошки. Значи можеби доставата моментално не е еколошка затоа што нема таква опција за еколошка достава во Македонија, например на точак да речеме. Меѓутоа, не знам, пример нудат повратна амбалажа или состојките кои ги користат се од природно потекло и слично. Значи ние сакаме да истакнеме дека овие бизниси прават некаква промена и се желни целосно да го истераат тој процес за производите да се целосно еколошки. Колку бизниси ќе има, колку еколошки бизниси ќе се представат на овој базар и ова да напоменеме дека нема да биде само класичен базар, туку ќе биде и едно дружење. Најверојатно ќе се споделувате искуства. Да. Да, ќе има изложени производи и услуги од 20 бизниси, од кои 15 ќе имаат свој штанд, значи со поголем асортиман на производи и ќе има еден како витрина штанд каде што ќе бидат изложени повеќе производи од 5 други бизниси, така што вкупно 20. Што беше другото прашање? За дружбата, за соработката меѓу овие сите оние учесници на овој. Да, значи ние веќе се знаеме со повеќето од сопствениците од овие бизниси, затоа што ние имаме изградено екозаедница во последните 3 години и во таа екозаедница значи припаѓаат поединци кои сакаат да прават промени за животната средина и во својот секојдневен живот и овие бизниси. Така што идејата е да размениме искуства, идеи, да се мотивираме меѓусебно за поголеми промени. Ова ќе трае, овој базар и ова дружење на сите оние производители на еколошки бизниси ќе трае 4 часа. Кој се може да учествува да биде присутен тука во Бистро Комедија во сабота? Значи, дали посетителите од кога до кога да дојдат, што ќе може да видат покрај тоа, дали ќе може да се купат производите? Да. Значи, сајмот ќе трае 4 сати, од 12 до 4, влезот е слободен за сите луѓе. Значи, ќе има продажба на самиот сајм, меѓутоа и дури да не сакате да купите ништо, може да се дојде, да, ние ќе бидеме таму отворени да се запознаеме со луѓето што се заинтересирани за овие тематики и општо можеби некој има идеја за свој бизнис, па сака да праша како овие бизниси почнале или работат. Значи идејата е да си помогнеме меѓусебно и ваквите бизниси да постојат уште повеќе и да се
што се разменат искуства, што е многу значајно, предпоставувам, Да. за сите учесници. Сега, овој за прв пат се случува во Македонија, ваков базар од ваков тип. Yes for Less е во организација, ова е ваше здружение, здружение за еколошка едукација и одржливо живење. Од кога постоите, кога се формиравте и со која цел? Вака, движењето официјално, тоест организацијата официјално постои 1 месец, а ова ние Сте веќе... нови. Да, меѓутоа ние неофицијално постоиме скоро 3 години, затоа што бевме прво неформално движење, па добивме една награда за социјално предприемништво, со која ја направивме нашата веб страна и дури после се регистриравме како организација, така што веќе имаме доста активности, луѓето не знаат и затоа ги имаме овие бизниси, не ги дознавме во 1 месец. Нашата мисија е пред се подигнување на еколошката свест. Како го правиме тоа? На 2 начини. Првиот начин е преку ние самите, значи членовите на Yes for Less и заедницата, давање на личен пример за како секој од нас може да живее поодржливо во својот секојдневен живот. И втора работа, вмрежување на поединци и правни лица, како што се бизнисите или други организации, со цел поголеми промени во општеството. Така што ова спаѓа, да речам, во двете цели. Има ли свест кај младите? Еве, вие сте млада личност, здружението ви е младо, меѓутоа имате многу активности. Има ли еколошка свест? Ме интересира кај младите. Кај младите мислам дека има се повеќе и повеќе, затоа што нели се зборува дека иднината и не е баш сјајна и мислам дека они се свесни за тоа уште од помали години, односно слушаат многу за тоа, можеби ние не сме слушале. Мислам дека постарите генерации можеби не се толку свесни, меѓутоа ние баш работиме на тоа да се пренесе оваа свест од лице на лице. Пример, јас делувам на моите родители, некој друг ќе делува на своите баба и дедо, значи на блиските што се околу нас и тоа да се распространи како еден домино ефект кон што повеќе луѓе. Покрај ова активност што ја организирате сега во сабота, што е следно од вашето здружение? Следно, не сме скроз сигурни, меѓутоа би сакале да имаме свој подкаст, затоа што во јули ја лансиравме нашата веб страница. Таму имаме и блог дел каде што пишуваме така на пошироко за еколошки теми, меѓутоа некако мислам сметаме дека луѓето, можеби младите, не се толку нема толка фокус да читаат долги текстови. Сега подкастот барем во странство станува доста популарен, па мислиме дека така, нели, преку муабет би можеле да допреме до повеќе луѓе, така што тоа ни е еден проект кој што го планираме за наредната година и секако би сакале да опфатиме многу теми од екологија. Членови сте во вашето здружение? Официјално, значи сме 5 основачки членови, меѓутоа како што кажав, ние имаме екозаедница, имаме група на социјалните медиуми, мислам група, потесна група од околу 80 луѓе, каде што постојано разменуваме совети, одржливи практики и слично, така што ете можам да ги наречам на некој начин членови. Благодарам Катерина за вашето гостување во Добро утро секое утро. Посакувам успешен базар во сабота и се гледаме во сабота во Бистро Комедија. Се гледаме, ве очекуваме.